Добродојдење повторно во една нова епизода на Политихрон, во кој што се дружиме со политиката, со општествените теории и знаења кои што низ вековите ги оставиле великаните на науката, на политиката, на државотворноста, на воената мисла, на стратегијата и со чија помош се надеваме да ги предизвикаме сите оние кои што во овие децении на пат, на самопрезир, на едно постепено тонење кон дното, успеа да ни ги превземат нашите животи и да не доведат во една ситуација на непрепознатливост во која лагата, црното, хаотичното постепено го превзема нашиот живот и во кој што се помалку и помалку се препознаваме и самите себе си. Честопати се прашуваме како е можно луѓе кои што немаат никаква врска со политиката, со јавната сфера, да станат не само господари на животот и смртта, туку да остават таков трак во нашите животи, да едноставно можеме да ги споредуваме со некои историски личности кои што оставиле траги за векови, за милениуми. Како е можно некои бирократски глупци, некои безлични професори, па дури спортисти и разни маркетинг агенти да го кројат нашиот живот, иако самите тие немаат ни минимум талент за политиката, за јавната сфера и воопшто немаат многу заедничко со сите оние великани на минатите векови. Можно е затоа што живееме во време на деполитизацијата, во време во кое тоа не политичко, а политичко станува доминантно и се повеќе и повеќе не само што го превзема политичкото, туку ја прождира сета јавна сцена. За да го сватиме овој феномен, кој што во земјите на Источна Европа е најочигледен токму со обоените револуции, кои што isfрлија цела галерија на типолошки ликови, на студенти, на професори, на што се не, и кои што постепено станаа државници, политичари, катастрофални за своите народи. Добро е да се вратиме на корените на тој проблем, да се вратиме во досната 1918, во тогаш поразената Германија. Големиот Макс Вебер, еден од основачите на политичката социологија, се наоѓа во една ситуација во која во Минхен, главниот град на Баварија, се студираат неколку фракции. Од една страна, тоа се баварските сепаратисти, кои што сака да ја одвојат Баварија од Германија и да ја прогласат како независна држава, разочарани од поразот во Првата светска војна. Од друга страна, тоа е национал-либералната партија, која што се води од општонационалните интереси на Германија. Од трета страна, тоа е војската, која што и тоа како е заинтересирана за политичка улога, затоа што 4 години била главен актер, наметнувајќи се не само по сила на воената состојба, туку и по сила на суспензија на многу функции кои што политичарите, политичките партии би ги имале во мирно време. И сега не можеле во овој хаос после поразот едноставно да се откажат од функциите, посебно во ситуација каде царот веќе ја напуштил сцената и ја напуштил дури и земјата, заминал за Холандија. И од четврта страна тука били студентите. Ети тука се јавуваат студентите, кои што биле обземени со идеалите на болшевичката револуција, кои што во Германија ги ширеле Роза Луксембург и Клара Цеткин, едноставно постепено го прождирале тоа ткиво на Германија се повеќе и повеќе и придонесувале огромен дел од германскиот народ да се поистовети со овие идеали, па дури едно време е прогласена Баварска Советска република, една врста германски Советски сојуз. Вебер бил сведок на овие настани паралелно со создавањето на еден круг на интелектуалци околу него во еден салон кој што го воделе тој и неговата сопруга и каде што се разговарале интелектуални теми, политички интелектуални теми и каде што често пати доаѓал во контакт како со војската, како со студентите, така и со разни други радикални кругови. А овие радикални кругови се многу интересни, затоа што тие постојано се носители на штафетата на идеализмот. Кај нив нема простор за компромис, нема простор за некои конкретни концепти, туку многу повеќе за чистиот идеал, кој што подоста ќе се дестилира во некои конкретни концепти, а од друга страна бил дел и од кругот Еранос. Ова бил круг во кој што учествувале професори, интелектуалци од најразноразни
дисциплини, имало тука философи, имало тука теолози, имало тука луѓе кои што едноставно биле поблиски до позитивистичките науки, екзактните науки, поблиски до општеството. Се тоа нему му помогнало да успее да го свати моментот од сите оние аспекти кои што го обликуваат, кои што се многу широки, но кои што во конкретниот момент можат да дадат само едно решение. Секогаш постои само едно решение за излез од кризата. Не може да постојат цела лепеза на решенија. Како што постои еден пат, например, по кој што треба да одиме за да стигнеме до некоја цел. Другото се чорсокаци. Вебер го бара тој пат преку она што тој го нарекува деполитизација на митизираните, фанатизираните елементи кои што често пати ја киднапираат политиката за своји себични интереси и реполитизација на виталните елементи кои што се исто така одведени во некои погрешни насоки. Во овој случај тој сметал дека војската мора да се деполитизира. Зошто? Имала 4 години да покаже што знае и умее и донела пораз. Била исполнета со митизирани, митологизирани представи за Германија, за победата, за иднината, не била реална и не успеала да направи јасна дистинкција меѓу митот и реалната политика. Оваа нереалност може да припаѓа на некој идеалистички врв на политиката, но никогаш не може да припаѓа на конкретното политичко остварување. Од друга страна, зошто барал реполитизација на студентите? Тој сметал дека болшевиците и болшевичките сојузници во Германија од тип на Роза Луксембург премногу ги идеализирале студентите, премногу ги одвеле во еден идеалистички правец во кој што реал политичкото го добило токму оној елемент кој што го имала војската, на едно митизирање, каде што утопијата и утопискиот идеал на бескласно општество, кој што не бил реален во тој момент во поразената Германија и во Баварија, кој што сакала да се одвои од Германија, никако не би можеле да дадат конкретно политичко решение. Но зошто, од друга страна, Вебер, кој како професор постојано бил во контакт со студентите, инсистирал сепак на една реполитизација на студентите, затоа што знаел дека старата политичка класа веќе исцрпена и не може да даде резултати. Само една нова, витална структура на новите генерации, но која што би го облекла тоа од дело на политичкото, не на военото, не на фанатизираните демонстранти кои што рушат, а немаат конкретни идеали, кои што како оние во 68 барат мечтата да се крене на тронот и да се бара невозможното. На тој начин никогаш не може да се успее и никогаш не може да се бара ништо конкретно. Што е она конкретно? Тоа е она што може да не доведе до победа. Никогаш не треба да се срамиме од тоа да ја бараме победата и да бараме да го победиме противникот. Наједноставен пример. Да го земеме неколку деценискиот спор околу името меѓу Македонија и Грција. Од самиот почеток, македонската страна инсистираше на правда. Инсистираше на тоа светот да ја разбере вистината, а не инсистираше да нешто многу поедноставно, да се победи. Победата значи да се бараат разни пријатели по светот, разни сојузници, кои што можеби немаат некој разбирање на универзалната вистина и универзалната правда, но имаат конкретен интерес противникот, нашиот противник, да биде поразен. На овој начин, постепено се завзема еден терен во кој што, например, на преговарачката маса, се напредува и од едно реми се оди кон постепено задобивање на терено, каде што би било, например, 60-40 во наша полза, 70-30 се до некоја конечна победа, која би дошла може би после 7 децении преговори, 8 децении преговори, но каде што јасно би се поставила визијата на победа. Слично било со студентите. И 18-та, и 68-та, и во сите обоени револуции бараат она невозможното, го бараат утопиското, бараат во тој момент, инстант, се да биде решено. Вебер сватил дека овој утописки нереален идеалиста мора да биде заменет со конкретен политички човек. Тој е оној кој што конкретно знае што сака. Сваќа дека мора самиот да освои одредени позиции од кои што ќе може да ги воспостави тие нови промени и преку цела серија на компромиси, на борби, на судири, на победи, но и на признавање на некоја состојба која што не е најповолна, но која што може да биде и тоа како почетна позиција за некои идни победи, да воспостави
нова состојба која што драстично би се разликувала од сите претходни. Тие студенти на тој начин, како едни освестени политички водачи, би создале според Вебер нова политичка класа, која што во рамките на парламентаризмот, во рамките на уставната демократија, би ја заменила старата класа, веќе исцрпена, која што веќе не може да понуди нови креативни решенија. Во сите овие борби тој ќе го напише своето клучно дело, Повикот на политичарот, во кое што објаснува дека политичарот, политичкиот човек, токму во ова се разликува од сите други категории, и од војникот, и од дипломатот, ако сакаме, и од деловниот човек, и од сите други, нели, борци на барикадите, демонстрантите, манифестантите, по тоа што јасно влегува во политиката, ја пригрлува со сите нејзини форми, јасно укажува на целта, на визијата во конкретно време, например во наредната деценија. Во негово време тоа значило што биле тие конкретни цели. Прво, да се сочува Германија. Второ, да се сочува уставниот поредок. Трето, да се спречат сите утописки, идеалистички, рушилачки форми кои што би довеле до ненакнадлива штета. Нешто, например, што овде се случи со промената на името. Има граници до каде што може да се оди во одредени преговори, во одредени компромиси, и има моменти кога се случува штета која што е многу тешко потоа да се поправи. Ако сите овие услови бидат исполнети, тогаш е можно да се зборува за конкретни потези кои што ќе се вличат во наредните 10 години. Без исполнување на овие основни услови, ниту еден политички човек, ниту една политичка класа не може да се оствари, ниту пак може да оствари некои конкретни политички потези кои што би воделе до долгорочна победа. Самата победа, крупна победа, и тоа како е резултат на многу ситни победи кои често пати не ги гледаме, за кои историчарите, хроничарите не сакаат да знаат, но кои што се исто дел од еден долг свесен процес кој што политичкиот човек го има зацртано од самиот почеток. Негде пред да ја напише оваа книга, 1917, Вебер пишува една книга за еврејската религија, за еврејскиот народ, во кој што евреите ги означува како една воинска каста, кој што постепено завзеле свештеничка, пророчка улога, нели, паралелно со создавањето на Стариот Завет, на сите оние тенденции кои што и ќе водат до Новиот Завет, до Евангелието. И тој се плаши дека германците се на добар пат да станат токму како евреите. Од воини да станат свештеници, да станат еден пасивен народ, исполнет со фанатизам, со мистицизам, исполнет со бескрена желба нешто да се поправи, нешто да се направи, но без реална можност сето тоа да се стави во некоја конкретна структура. Ова може да се стави за секој друг народ. Може да се зборува за немоќта, веќе ги спомнаме студентите од 68 за немоќта на студентите, например, во Белград 97, во Скопје 2015-16, но и на народите од кои што произлегле студентите, да направат некои крупни чекори токму поради мешањето на утопиското, нереалното, ирационалното, бескрајно идеалистичкото со конкретното. Фегелин, еден од големите мислители на германската и американската социологија во втората половина на 20 век, се надоврзува токму на ова идеја на Вебер, зборувајќи за идеи и учења кои што тој ги нарекува гностички. Пред се тука ги смета овие утопистички, дистопистички визии на марксизмот, радикалниот марксизам, комунизмот, фашизмот, националсоциализмот, но и разни анархистички, клерикални движења кои што нудат крајна визија, некоја псевдоескатолошка, еден вештачки рај, кој што не е можен на земјата, но кој што служат за конкретната политичка структура до таа мерка да ја замаглат да не можеме да оствариме реална победа. Токму, судирот меѓу овие два типа на политиката, оваа во основа антиполитичка, крајно утописка, идеалистичка форма која што е слепа за реалното, и реал политичката, која што точно знае што сака, во која што
стратегот и визионерот го облекуваат политичкото дело не за да остварат некои локални ситни партиски интереси, туку за да ја остварат онаа победа за 10-20 години како резултат на цела низа на ситни победи, токму тоа е она што му е потребно на секој движење и на секој народ ако сака да успее во џунглата наречена голема светска политика. Да се надеваме дека и ние ќе успееме во оваа наша борба да препознаеме такви луѓе, такви движења и да го препознаеме тој момент во кој што многуте мали победи водат кон една голема. Во тоа име, јас ве поздравувам.